председателките, чисто за јавноста. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во износ од 82 милиони денари за изградба на колекторски систем во општина Дојра. Таму градоначалник е од вашата општина. Се што е индикативно со амандманов? Нивото на Дојранското езеро е 76% под дозволениот минимум, биејќи хидросистемот ѓавато 3 години не работеше. А не работеше заради тоа што никој во владата не се заангажирал да направи реконструкција на пумпите. Во овој момент хидросистемот по 3 години е откочен и хидросистемот работи и во наредниот период, како што каже и заменик министерот, ќе се издвојат и обезбедат финансиски средства за да може овој хидросистем да се врати во целосна операционализација, за да може водостојот на Дојранското езеро да биде нормален, затоа што сега се само не е нормален. Се од една страна да барате ваков амандман, најверојатно дискусијата ќе ја следи градоначалникот на Дојран, да сте град кој што е познат и најголема знаменитост да има езеро, а 3 години да не се заангажирате да отидете кај министрите и премиерот во владата, кој што вашата партија ја предводила и да хидросистемот ѓавато едноставно не работи, за да тоа езеро кое што е под опасност од исчезнување не се заинтересирате, станува збор за еден еклатантен пример за целата онаа дискусија што ја водиме во изминатите 10 дена. Така да заклучам со една реченица, како што ќе го направиме хидросистемот ѓавато, како што ќе го спасиме повторно од 2000-тите години, кога тогаш ВМРО ДПМН имаше првата влада Дојранското езеро, исто така и ова ќе го решиме и ќе го надминеме и овој проблем. Благодарам.